Пробиштипскиот дом за стари лица ќе продолжи да се гради следната година, а во летниот период се очекува и да биде завршен. Ова го кажа градоначалникот Анастасов, кој посочи дека со Министерството за труд и социјална политика е подпишан договор за продолжување на изградбата. Проектот во рамки на здравствениот дом Нада Михајлова почна уште пред нешто повеќе од 2 години, а за да се дојде до зеленото светло за доградба, мораше да се направи комплетно нова документација. Еден од приоритетите беше токму домот за стари лица на општина Пробиштип. 2019 година подпишавме договор и добивме буџет во вредност целосна донација од 55 милиони денари. Со самите градежни работи имаме проекти кои што многу брзо одат до нивната реализација, но имаме проекти кои што некогаш знаат и да закочат и да има престанок на работа. Се правеше нова проектна документација, измена во тек на градба. Тоа целосно не закочи некаде околу 18 месеци. Она кое што пред неколку дена го подпишавме со Министерката за труд, социјална работа и политика, значи продолжување на изградбата на домот за стари лица во Пробиштип. Пробиштип и Кратово неодамна се приклучија и на услугата помош и нега во домот за немокни изнемуштени лица над 65 години. Обучени сертифицирани негуватели изминативе месеци им ја овозможуваат оваа услуга на повеќе од 40 корисници. Анастасов посочи дека за важноста на еден ваков капитален проект се свесни сите и затоа е потребна негова итна градба. Со оглед дека се работи за нова проектна документација, сите забелешки отстранети, јас не гледам никаква причина да 2024 конечно Пробиштип го добија тој дом за стари лица. Ние оваа година, 2023 година, за прв пат влеговме во меѓуопштинска соработка со општина Кратово, со Црвениот крст, каде што 44 корисници на ваквата мерка, односно грижа за возрастните, се ангажирани 14 негователи кои што неколку месеци наназад пружат помош на старите лица. Домот за стари лица во Пробиштип е со капацитет од 54 лица и станува збор за простор од околу 2000 квадрати. Проектот е целосно финансиран од Министерството за труд и социјална политика и е со вредност од 55 милиони денари.